Здраво друштво, добре дојавте уште една тема. Мислам дека ова е една од најпопуларните теми кои често се среќаваат моите клиенти, а и ќе биде доста интересна за вас, каде што ќе го отвориме еден спектар на размислување, односно една друга перспектива на тоа што значи туѓото мислење за нас и како да се ослободиме од него. Ова прашање беше поставено во групата Свесно дружење, но мислам дека ова е тема која е една платформа за работа на себе. И во споредба со другите и како се однесуваме спрема другите, каков е нашиот однос со блиските и колку сме емотивно врзани за другите, тоа кажува докаде сме на едно духовно и емотивно ниво и докаде сме пораснале. Кога сме во ера на социјалните мрежи, туѓото мислење и како знае да биде важно и да не кочи, да кажеме, во некои работи. Јас знам точно што значи да правиш прогрес во тоа како ќе се чувствуваш што другите кажуваат од моите сами почетоци, кога навистина ми беше важно и ме повредуваше туѓото мислење, до денес каде што разбирам која сум јас и разбирам кои се другите, и одлучувам да застанам зад себе и понатаму да го правам тоа што навистина ме исполнува. Тој концепт туѓото мислење меѓу луѓето на Балкан е длабоко коренато во традицијата, во размислувањата и тоа што ќе каже селото, што ќе каже чаршијата, што ќе кажат другите, роднините, пријателите, како било важно, и тоа е дел од нашата психолошка состојба, затоа што и како знае да ни биде важно мислењето на другите и не се случува тоа дека треба да ни биде неважно мислењето на другите, него треба да одлучиме од кого ќе го земаме мислењето како важно и дали секоја наша одлука ќе зависи од тоа што ќе кажат другите. Кога станува збор за туѓото мислење, да видите себе докаде сте, треба да се преиспитате дали секоја одлука што ја носите во глава, во позадина ви стои што ќе каже мајка ви, што ќе каже сопругот или што ќе кажат пријателите, например што ќе облечам, па што ќе мислат другите, каде ќе одам, дали тоа ќе го пласирам на социјалните мрежи, па што ќе кажат другите. Затоа што мислењето на другите знае да биде, да речам, двигател или да не покрене на акција во два смера, а тоа е да не направиме ништо, односно да се стопираме да го направиме тоа што сакаме, или да правиме нешто за другите да кажат, например, да кажат дека сме добар родител, дека сме успешни или така натаму, дека сме богати, што и да е што сакаме да го покажеме како символ. Туѓото мислење и како може да не парализира и да останеме во таа состојба, затоа што тоа се врзува со тоа дали ние можеме да обстанеме, односно со корено на тоа дали можеме да преживееме. Од таму потекнува овај страф на туѓото мислење. Но кога станува збор за туѓото мислење, не се станува збор само за страф, него станува збор тука и за многу слоеви на срам, на вина, станува збор за тоа како ќе бидеме потиснати внатре во нас со друг спектрум на емоции. Значи тоа што ќе каже селото, што ќе каже чаршијата, што ќе кажат другите и како може кај нас да разбие други слоеви на емоции, а ние сето тоа го пакуваме во една емоција, тоа страф од туѓото мислење. А ова го кажувам затоа што многу кај нас влијае, така грубо кажано, на емоционална неписменост и не знаат луѓето дали се чувствуваат тажни или лути или несрекни или што и да е, не знаат да ја дефинираат емоцијата и затоа ги споменувам овие емоции да доколку тебе те води некоја емоција да не направиш нешто поради туѓото мислење, запрати што е тоа. Затоа што тоа ќе ни помогне во првиот чекор, што ќе го спомнам сега. Значи, првиот чекор, како да се ослободиме од туѓото мислење и тоа што го работиме на терапија, е во моментот кога сакаме нешто, кога ќе помислиме дека нешто сакаме да направиме, ама не го правиме тоа поради другите, сетете се кој е тој глас.
Што е тоа што ви кажува? Дали е тоа не го прават жените, или срамота е, или што ќе кажат, ќе мислат дека си глупава, ќе потврдиш дека не вредиш, или што и да е, и запримети кој е тој глас и кој го кажувал тоа. Затоа што тоа не е твојот природен идентитет и тоа што од тебе потекнува. Тоа е некој научен образец кој некој ти го кажувал тебе, а потоа си го сватила за точно и си го презела и си го кажува сама на себе постојано. И тоа, кога кажувам за примети кој го кажува тоа, можеби нема да се сетиш во овој момент дека тоа го кажувал твојот професор, твојата мајка или како и да е, ама за примети дека тоа е еден идентитет и дај му име и одвои се од него. Значи, секој пат кога ќе се ставиш во ситуација да нешто направиш, а се кочиш внатрешно со некоја емоција, дали срам, кривица, страф или што и да е, за примети дека потекнува од тој идентитет, од таа личност, од тој ентитет, и дека тоа не си ти, и наблюдувај го одстрана. Затоа што ние имаме луѓето една способност што ја немаат другите живи суштества, тоа метакогниција, каде што ние можеме да бидеме свесни за нашата свесност, односно можеме да бидеме свесни за тоа што размислуваме и можеме да се одвоиме од тоа, односно да ги наблюдуваме нашите мисли. И тоа е еден феномен што навистина треба да го пратиме и ви препорачувам да се гледате од страна во тие ситуации, и тоа е само свесност, и тоа е работа на себе, да заприметите, окей, од каде ми потекнува овај глас, дали е тоа мајка ми што често го кажуваше, дали беше тоа мајка ми што често го правеше, често се срамеше од другите, често се правеше некоја друга, се ставаше во друга улога и тоа ми го наметна мене како еден ентитет и така натаму. Значи, прво пратете го тој глас и одвоете се од тој глас и на тој начин ќе се ослободите од тој страф, од таа стега и ќе превземите чекор. Друг чекор или друга напомена што можам да ви кажам, што ќе ви помогне во овој цел процес, е да знаете дека луѓето не мислат на вас, дека луѓето мислат самите на себе. Кога сме некаде во 20-тите години, и како ни е важно мислењето на другите и сакаме да припаѓаме, затоа што се уште не е изградено тој идентитет на его кој го имаме како возрастна личност, и се уште преминуваме од дете во возрастен, и како ни е важно што мислат другите, пресудно е, знае да не падне во депресија и така натаму. Во 30-тите така знае да ни биде важно, но понекогаш знаеме да тераме по свое, да се бараме, да се пронаоѓаме, да препознаваме кои се другите, а кои сме ние, а тек во 40-тите и плюс веќе настапуваме во таа ера каде што стануваме помудри, се надевам, и посвесни, и каде што сваќаме дека другите не само што не мислат на нас, туку тие мислат што ние мислиме за нив. И кога ќе почнеме посебно да работиме на себе, се случува тој феномен. Да се запознаваме себе си и сваќаме дека и нашето мислење не е пресудно за другите, затоа што за некој да дадеш јасна критика треба длабоко да го знаеш, а ретко кој ние го знаеме на вистина. Ние самите не се познаваме во сите аспекти целосно. Така и јас сум изложена често на социјалните медиуми и изборувам гласно за многу теми. Многу луѓе мислат дека ме познаваат, али всушност го познаваат моето име и презиме, мојот став за неколку теми. Не ме знаат целосно, не ме знаат каква сум јас во суштина, што јас доживувам или како се чувствувам и што се поминувам и која сум јас како личност на вистина. И тоа е и за вас. Доколку сте подложни на мислењето на другите, прашајте колку ве познаваат. Затоа што јас исто така сметам додека една личност не те знае, таа не може ни да те осуди, а не ни да те сака. Пред се треба добро да те запознае, да ги знаат твоите суштински намери и така натаму. Значи, толку е апсурдно да очекуваме што другите ќе мислат за нас, и тоа да не кочи кога всушност тие не ни знаат кои сме ние. Значи, едноставно нема смисла нивното мислење. Друга техника што може така да ви помогне, што јас често ја користам и во терапијата и сама за себе, дали ова ќе ми е важно, често и во психотерапијата се користи, дали ќе ми е ова важно за 5 години или за 1 година, ево можеме така да го скратиме, дали тоа ќе ми биде важно за 1 година. Што ќе мислат другите. Ево јас ќе го раскажам мојот пат, затоа што да се изложиш јавно е навистина стресно, и тоа го направив прв пат во 2025 година, каде што се од тогаш понатаму се одлучив да
да зборувам и да не знам до каде овие снимки ќе дојдат, не знам кој ќе ги слушне, не знам што ќе рече, може да ме исплукаат јавно, може да го објават не знам каде и така натаму. Како јас себе се правдав со тоа, јас става фокус на целта. Јас викав, ако мене 50 души ме исплукаат поради тоа што сум сгрешила некој збор, тоа беше на почетокот и на англиски или што и да е поради мојот став, а на една лично си помогнам, тогаш сум направила нешто големо. И се водев по тоа дека ставав исклучително фокус на мојата цел. Од друга страна, викав, сите тие што ќе ме исплукаат, нека застанат во оваа позиција, нека се охрабрат и почнуваат јавно да зборуваат, па ќе можеме да дискутираме на темава кој е добар, а кој е лош. Така да, од тука се оградив и на тој начин си давав себе само утеха. И сега ова може да биде пример за вас, може би вие не се изложувате јавно, ама може би се изложувате јавно во вашата фирма, или во кругот на родители помеѓу, во градинката, кај вашите деца, или што и да е. Сакате некој чекор да направите, но се плашите од туѓото мислење. Вака. Кога сакате да направите некој храбар чекор, само запрашајте се тие што ќе коментираат тоа, дали би се осудиле да го направат тој чекор. Затоа што една успешна личност, навистина длабоко успешна, нешто да постигнала успех преку ноќ, него навистина успешна личност, знае низ кој трнлив пат треба да помине, за да ја почувствува, за да го доживее тој успех. И нема да ве осуди, затоа што се знае, ја има собрано цела таа мудрост што се колектира по пат до тој успех. Така да, размислете од кого вашето мислење е важно. И тука настапува и следната точка, односно четвртиот чекор, така да јас ги нареков, околината. С ким си такав си, тоа е дефинитивно факт, дека доколку сте постојано со личности обкружени што се критични, што осудуваат, тоа и како може да ве обележи. Ева јас тоа, кога почнав да работам на себе, го заприметив кај мене. Се јави кај мене феномен, дека кога дома кај мене ќе ми се најавеше некоја личност што е критично настроена, што бара мани, што има таков мајндсет, јас имав тенденција да го средувам домот до перфекција пред да дојде таа личност. А кога ќе дојдеа моите пријатели со кои јас уживав, со кои се чувствував јас удобна, не ми беше гајле дали ќе се ставени чаши на масата и така натаму. И тогаш се фатив во моментот дека сватив, чекај, ова ми е поради тоа што тие луѓе знам дека и мене ќе ме критизираат. Дали ми е битна нивната критика? Дали ќе ми биде битно нивното мислење? Доколку тоа е само нивни образите што го прават за секого. И одлучив да не го правам тоа, да не одам во таа перфекција и да видам како се чувствувам ако бидам искритизирана. И затоа го обожавам ладниот туш. Затоа што тоа е метафорички и толку делува во еден друг правец психолошки, значи кога ти ќе издржиш на таа ниска температура, ево да кажеме околу 10 степени, или помалку, да се тушираш, во тоа ладно кога ќе издржи, во тоа непријатност и такви непријатни емоции што се јавуваат кога ќе добиеш критика, кога ќе добиеш навреда или што и да е, ти ќе можеш да ја издржиш. И затоа јас им препорачувам на моите клиенти ладен туш како терапија за себе, да се ојачат и ментално и физички да издржат на критика и што и да е. Како следен чекор што ви препорачала за да го надминете мислењето на другите, би било микропобеди. Мислам дека луѓето се преценуваат на краток пат, а се подценуваат на долг пат. И дека можеме да постигнеме големи успеси на долг пат. И затоа е потребно да правиме микрочекори, да се осудуваме да направиме нешто малечко, за кој можеби ќе бидиме осудени, ама сепак не толку многу што ќе можеме да го издржаме и да го јачаме тој внатрешен, да го градиме тој внатрешен отпор, односно да го зајакнуваме нашиот нервен систем на такви ситуации, да едноставно имаме отпорност на критика со мали работи. Дали е тоа да почнеме ново хоби, дали е тоа да се осудиме да се облечиме малку похрабро, што би рекле, поатрактивно или нешто, да направиме некоја фризура или што и да е. Што сме го сакале,
ама не сме го направиле поради другите. Значи, правете мали чекори, осудувајте се и ќе видите дека всушност може би и тој страх што сме го имале дека другите ќе го кажат напротив и не бил толку голем. Односно и не бил воопшто реален. Кај мене тоа се случи кога јас почнав да излегувам вака јавно и на почетокот точно знаев дека од некои личности ќе бидам осудена. И кога стапив во контакт со нив, после некој период од кога излегов така јавно, поредовно да се јавувам на социјалните мрежи, наместо критика од нив добив браво, алал да ти е, каква храброст имаш толку да бидиш доследна и толку редовно да се појавуваш. И јас бев изненадена дека од истите тие личности очекував критика или ајде што ти текнало, или ајде како сега ќе се појавуваш, што мислиш дека ова ќе ти користи и така натаму, добив похвалба. Затоа што јас го задржав тој став дека не ми е гајле што мислите. Јас ова ќе го правам и понатаму, не знам до кога, но ќе го правам и понатаму. И знам дека ќе носи резултати. Како последна ставка, сакам да ви кажам, или последен чекор, е дека секогаш ќе има туѓо мислење, но тоа не е ни толку важно. Важно е вашето мислење за вас. Дека што се случува кога немаме ние цврсто изградено убаво мислење за нас и нашиот говор, self-talk, говор спрема себе е толку лош, критичен, осудувачки, само си бараме мани, тогаш сакаме да се врзиме за мислењето на другите, а и таму наоѓаме на неподдршка. И затоа не правиме чекор. Доколку го изградиме односот јас и јас, доколку се поддржиме, бидеме джентал со себе, бидеме нежни и емпатични во секоја дадена ситуација. Ево, например, вчера ќе ви дадам обичен пример. Бев на игралиште со децата, со една мајка, исто со малечко дете, која ми вика, се наоѓам во една ситуација каде што знае детето да ми излуди, сама сум, и му се изнавикав и после тоа ми беше толку многу криво, ќе ме види како хистерична мајка, и тоа ќе вика, и тоа ќе биде хистерично како мене и така натаму. И јас реков, само застани сега. Дали имаше капацитет за друга реакција во тој момент? Дали имаше сила? Дали имаше поддршка? Таа живее сама во странство. Дали имаше некој до тебе што може да те згрижи? Па кој ќе ја згрижи малата ти? Ти. Немој толку да се осудуваш. Значи, да, таква била ситуацијата, направи протокол од неа, дека следен пат ќе го правиш подобро и стави фокус на емпатија спрема себе, наместо да се критикуваш постојано дека си лоша мајка. Види ја малата во тоа, дали твојата намера беше да бидеш лоша мајка или тоа го направи од немање капацитет. Само види се. Види ја таа мала верзија, изгрижи ја ти, затоа што нема кој да ја згрижи. И тука се промена цела перцепција кај неа и сакам ова да ви го пренесам и вас да доколку себе не сме поддршка, надвор нема да ја добиеме. И тоа е гаранција. Ние можеме да ја добиеме моментално и формално од личности што не сакаат, ама тоа не е доволно. Затоа туѓото мислење не е важно. Важно е мислењето што го имаме сами према себе. Вие што ме пратите, уште дали ви е корисно ова? Дали ви служи овај стил на размислување? Дали од овие 6 точки би зеле нешто како нешто што ќе ве потикне за понатаму, што ќе ве инспирира. Сето ова детално ќе го обработиме на работилницата Мојата најдобра верзија во Охрид на 26 јули, каде што ќе допреме до тој внатрешен глас и ќе работиме на образци на ситуации кои нонстоп не се повторуваат. Постојано имаме проблем со истите едни проблеми, а тоа е најчесто од тој внатрешен глас. Ќе знаеме кои се границите наши, а кои се границите со другите. Ќе откриеме многу повеќе за тоа што сакаме од животот, каде сме денес, а каде можеме да одиме. И со помош на хипнозата и други техники ќе научиме да тоа го ставиме еднаш зад себе и биде како едно минато на кое бледо ќе се сеќаваме, а не нешто што ќе не спречува да бидеме наша најдобра верзија.
Можете да се пријавите во линкот во описот. Јас исклучително се радувам на оваа работилница затоа што е во мојот град со посебна енергија. Толку страствено ја припремам и секој пат ми доаѓа уште една идеја, но 3 часа ќе биде, мислам дека сосема доволно. Ме прашувате кога станува збор за темата, туѓу мислам дали морам да поставам прашање, дали ќе биде така интерактивно да морам да кажам мој став, нема да биде. Но ако тоа го сакаш и ако видиш дека можеш тоа да го надминиш или сакаш да го тестираш, можеш слободно да го направиш. Се гледаме во Охрид, доколку одлучите тоа да биде ваше искуство и платформа за личен раст. Ако не, се гледаме утре со нова тема. Чао!